Во студио 10 повторна, темата ја најавив претходно, уривање на порта Македонија, да или не, но ова само како повод за една поширока дебата која што се одвиваше за Скопје 2014 и порано, таа и сега се уште трае, иако не со оној интензитет со кој што бевме навикнати пред да дојде до смената на власта. Мој гостин Даница Павловска-Циги, архитект, консултант и дел од граѓанскиот сектор, кој што гласно и јасно зборуваше во извесен период и сега за она што значи узурпација на јавниот простор. Имав просто време пред интервјуто да прочитам дел од вашите колумни кои што сте ги пишувале на оваа тема. Велите, во Македонија постои дрска и безобразна узурпација на јавниот простор, која што е дел од нашето социјално-културолошко милје и слобода на живење или ја загрозува нашата слобода на живење. Ако се осврнеме на темата која што деновиве е актуелна, тоа е портата Македонија, поради оние одлуки кои што треба да бидат донесени во однос на издавањето на или законската рамка во однос на издавањето на маркичката за нејзина градба и нејзиното уривање. Што би рекла? Што би рекла, со оглед дека е тоа еден од елементите на проектот Скопје 2014, секако дека ќе инсистирам како и инаку од почетокот на една аналитичност. Значи, не само кога се поставуваше тој проект, кога се осмислуваше, туку и сега кога го имаме како наша реалност, неопходен е таков еден пристап. Меѓутоа, мојот впечаток е ова дека малце е закаснето. Закаснето во смисла проектот Скопје 2014 веќе е некако заокружен, дури мислам дека и тема на одредени истражувачки проекти, што е добро. А дека ние како фела професионалци се навраќаме цело ова време на таквото нешто е факт. Дури имавме и на меѓународен план настап со наши архитекти кои што имаа некакви предлози по однос на одредени објекти од проектот Скопје 2014 и настапија, односно тоа го прикажа на архитектонско биенале во Венеција. Значи, нема мирување, нашата мисла е упатена кон се она што е даденост од проектот Скопје 2014. Така да ако со еден збор треба да се каже, да, тоа не боли. Не боли затоа што таа болка е создавана и е создадена и обстојува и не се презима соодветна реакција, соодветно лекување. Тоа ми е многу жал, но како и да е, градењето на политиките во оваа сфера секогаш им припаѓало на некои управувачи со просторот, кој што, попат да спомнам, е необловив ресурс. И кога го поврзуваме со јавноста во смисла кога се работи за јавен простор, тогаш навистина е наш заеднички и едноставно ни овозможува една култура на урбано живење. Ако во таа смисла немаме што да направиме и чекаме да дојде и овој момент да зборуваме дури сега, за мене е дури сега, за судбината на еден од елементите на овој проект, тогаш мислам дека касниме. Добро, знаете како вела, никогаш не е секогаш може да е касно, но подобро да е денеска отколку да е утре или заутре или никогаш. Дали во таа насока, и оваа порта Македонија како символ на еден од тој проект Скопје 2014, и ако се докаже таа незаконско издавање на маркичката за градба, треба да биде урнат. Каква е таа цивилизацијска придобивка на уривање, од една страна, од друга страна, ако немало почитување на законите, зошто утре го рушиме објектот пред Мавровка или некој објект кој што е диво изграден било каде? Прашањето содржи повеќе слоеви. Значи, априори, законите треба да се почитуваат. Треба да се имплементираат и политиките врз нив да се градат. Ако тоа не го правиме, а
факт е дека имаме такви примери, тогаш треба да се трудиме да тој правен амбиент го поправиме, за да можеме полесно своите политики да ги градиме и профилираме. Но не е само ова, да кажеме, символ или некој сегмент кој што е од посебно значење од проектот Скопје 2014. Ги има многу, да не ги редам, и многу аспекти има, затоа што тоа е еден така нелогичен, многу чуден проект, многу не тешко објаснив. Тој има една и психолошка позадина, да не зборуваме околу аспектите на инженеринг на идентитетот, пошто јас не верувам од идентитетот е неприкосновено нешто. Но како и да е, овој објект не поминал низ предвидената законска процедура пред да почне да се гради. И сега како изграден функционира, а си нема соодветна подлога. Односно, постапката не е помината онака како што треба. Не знаеме ни како да го именуваме. Дали е спомен белег, дали е некаков нов објект од културата, затоа што зад таа иницијатива и зад целата реализација на објектот Порта Македонија стои Министерството за култура. Нормално, како објект од државен интерес, за таа процедура и постапка се погрижило Министерството за транспорт и врски, задолжено за урбанизам. И сега, сите тие државни субјекти постапувале мимо законот кој што кажува како и на кој начин се прогласуваат, се утврдуваат и едноставно се остваруваат спомен обележјата, ако е спомен белег. Значи, такво нешто не е. Туку е нешто друго. Но, нашата даденост е дека имаме одобренија за градење, дека тоа е изградено, дека функционира, дека представува материјална вредност. Ја нагласувам материјалната вредност, затоа што оваа другата, да ја наречеме све оно што ние како професионалци го проценуваме, е и штетна и едноставно не е вредност. Значи, конкретно зборувате за зборувам за Порта Македонија, која што е во еден што нема функционален во еден урбан контекст сместена неосмислено. Таа е ставена таму каде што не е место и изгледа несоодветно и е од материјали кои што не се достојни на овој момент на 21 век. Нити е пак пораката што ја дава таа што треба да ги допре младите генерации. Не можеме ние историја да пишуваме на таков еден објект. Не се прави тоа така. А да не зборуваме еве овој аспект за кој што стојам одговорно како професионалец, урбаниот. Не, таму таквото нешто не треба да стои. Меѓутоа стои. И таа болна реалност ние треба да ја разрешиме. Се сеќавате на овие снимки сега што дат на екран? Да, и тоа е една реакција. Една реакција, дефинитивно. Не можеме и пред тоа да затвориме очи. Тоа е од шарените реакција, зашто ја сметаат за страно тело. Но знаете што? Ако вие го оставите тоа, и тоа стои, едноставно ќе се да викнеме на таквото нешто. Може и нема да го доживуваме како атак на нашиот духовен живот, затоа што оваа естетика не е наша естетика. Туку едноставно ќе станеме равнодушни, што е најстрашно. Најстрашно е да граѓанинот биде равнодушен и да едноставно нема некакво естетско уживање во своето обкружување во јавниот простор зборува. Особено што новите генерации кои што доаѓаат, кои што сега имаат по 10 или 12 или 13 години, тие и не паметат ништо друго освен ова. И велат, па добро е, не е лошо, нели, има споменици, интересно е. Тој критериум. Интересни се. Јас ги гледам и и моите деца на пример, на кои што се на таа возраст, они не виделе нешто друго и сега не може да споредат. Наше е да им го покачиме стандардот. Не е тоа ни добро, не е ни убаво, едноставно не е тоа што ни треба. Особено што градов во некој постземјотресен период тежнееше кон современи правци во архитектонското и урбанистичкото проектирање и планирање и реализација. Имаше пропусти, градов си го оди својот пат, си го живее својот живот. Ќе ве прекина малку. Самите рековте, малку е доцна, изгубен е моментумот на онаа енергија која што
требаше да донесе поинакви промени и од урбано-архитектонски случај. Не. Бидејќи ова што се случуваше тогаш, ја донесе таа енергија која што резултираше со смената на тогашната влада и дојде нова влада која што не направи ништо во насока на промена на дел од овие символи, макар и со, како велеше Заев, ќе ми дозволите да преслечам една фасада. Па ни една фасада не е преслечена, дури и владата остана истата како што е. Ако треба да се преслишава што е она што ова актуелна влада го има направено од кога има таа моќ, тогаш треба многу подолга анализа да правиме. Меѓутоа, да. Во овој дел. Да, и во тој дел има многу теми кои што треба да се дискутираат. Јас сум и за транспарентност и за особено за диалог со професијата. Мислам, тоа е нешто што еве го немавме во минатото и многу не навредуваше, ни го газеше достоинството. Не може без учество на оние кои што се одговорни и кои што знаат да се прават проекти како што е Скопје 2014. Но ми беше зборот дека тој емотивен набој што постоеше во моментот кога еве и дојде до промена на режимот, не е многу стивнат. Во нашите кругови ние се уште имаме силен отпор кон се она, дури се насмевнуваме, а ја мислам дека и граѓаните на Скопје доста се насмевнуваат на она што е еве останато после тој проект, во смисла објектите се девастираат, се гледа како се распаѓаат, тие материјали се несоодветни, најмал збор што можам да кажам. И едноставно се насмевнуваат на целиот концепт, зашто е малце налудничав. Таквото нешто тогаш се пласира, сигурно имала позадина, некој ќе го истражи тоа, и можеби ќе треба и психоанализа да се направи на авторите, но моје не е тоа да го правам. Јас ова што го гледам и аспектот од мојата професија кажува дека да, таквото нешто го добиваме, го имаме и сега треба да го продлабочено анализираме, пред се да го идентификуваме, па потоа да одлучиме што со кој поделно да правиме, што впрочем и се направи како обид со една комисија која што владата ја оформи, а чии што извештај едноставно не се покажа на јавноста, него се игнорираше како констатација. Мислам, има доста нелогичности и во ова делување, во ова политичко делување. За мене, како што беше политичка одлука Скопје 2014, така треба политичка одлука за уредување на таквото нешто. Зашто тоа нешто треба да се уреди. Секое време ќе остави трага, па и тоа време на Скопје 2014 ќе остави некоја трага, меѓутоа наше да го превреднуваме, да го ставиме во обичаени вредностни системи од европската цивилизација и да кажеме да, ова останува, ова мораме да го правиме. Дури е погодно можеби да се распишуваат архитектонски конкурси по однос на таквите интервенции. И тоа е интересно. Интересно во смисла привлечно како предизвик за нашата професија. Многу е тешко за разрешување. Значи не кажувам дека е лесно. Меѓутоа еве галиите се исто тема или кој год сакате, еве фасадите, пресоблакање што го спомнавте на фасадите. Фасадата е налепена и може лесно да се извади. Меѓутоа, тоа очигледно е нешто што бара промислување до толку да веќе поминаат 3 години. Кога вас би ве прашале за совет, доколку се утврдат овие незаконски елементи во градењето на Порта Македонија, треба да се урне или треба да се остави како споменик на едно време, кое што е такво, едноставно? Значи, принципијално јас како архитект многу тешко или воопшто нема да одобрам рушење на објект. Тоа е многу болно. Но, толку ми е болно обстојувањето на се она што е направено целосно со овој проект од Скопје 2000, да мислам дека мора да правиме резови. Резови кои што, ако тоа значи Порта Македонија, Порта Македонија. Не сум на одговорна позиција за да кажам да се сруши и тоа да се добие онака како што беше чист простор. За нас урбанистите тоа ќе значи многу, оската ќе се потенцира, значи и дури она таму до објектот што сите го нарекуваат на Мајка Тереза, а е некаква, не знам, бар како објект, како градба се именува. Не доизградена иначе. Да, тој се вика
композиција, естетска композиција, нешто така, има свое име. И што би значило тоа? Зборот ми е за нас урбанистите, таа оска е многу битна. Многу битна. Како што и таа низ плоштадот се заминува низ ГТЦ. Значи има тука некакви стручни аспекти, високо вредни, кои што ќе кажат што и како. Значи не се разрешува само еден објект, се разрешува и обкружувањето, и контактните простори, и кои се последиците. Што имаме сега со постоењето, а што ќе добиеме со непостоењето на Порта Македонија. Значи, не сме ад хок, сигурно не сме ад хок. Меѓутоа, времето е изминато и сега, мислам, дури треба ургентно да се делува. Да се делува и можеби, ако се одлучило да се отпочне со Порта Македонија нека се отпочне. Али секако треба да се испитат издадените документи, затоа што вие имат фактички со наши пари е изградено преку прогласување на државен интерес, што фала Богу веќе не постои, како тако тој член од нашиот закон за просторно урбанистичко планирање не постои више, и еве на тоа сум поносна, тоа нешто го направивме. Значи, државен интерес со тие буџетски средства, да ги наречам, така се прави нешто, се гради, Министерството за култура стои зад тоа, Министерството да издава документација. Таквата документација треба да се испита, да се види како би се поништила или нема да се поништи, за да ние имаме основ за да го рушиме. Секако основата е најважно самиот заради... чин на рушење е нешто што доаѓа на крај и секако може да биде крајно непријатно. Значи, ако веќе ги подготвуваме на јавноста, на граѓаните, таква една непријатност, ние треба да ги подготвиме. Значи, ние сега ни предстои еден период на договарање, на обнародување, на подршка. Зошто да го немаме тоа? Нашите политики треба да бидат поддржани од граѓаните. Градот Скопје има капацитет, граѓански капацитет за такво нешто. Зашто како што гледате има и култура на протести, тоа е веќе почнато и ние имаме нешто што стално го побаруваме низ декларативни искази, низ излегување можеби на улица, низ... Колку ова рековте од архитектонски поглед за вас е многу важно да се отвори тој простор, меѓутоа ако го гледаме целиот проект Скопје 2014 со сите оние згради на Кеот, кои што се масивни, да речам, прегабаритни, за сечи вкус, предпоставувам, дури за обичен лаик, верувам дека вие имате постручно мислење тоа како да го објасните. Што би значило сега рушењето на објектот 10 на 10 метри или 15 на 15 метри, кој што е можеби најмалиот дел од целиот овој систем што таму е воспоставен? Би значило отпочнување. Отпочнување на расчистување со проектот 2014. Процес на расчистување. Сигурно вон памет да кажеме дека може да се склучи зградата на археолошкиот музеј. Не е ни тоа вон памет. Сега ќе ви кажам зошто. Значи ги спомнавте објектите кои што се во коритото на река Вардар, значи регулацијата, кои што фактички со своето постоење, со својата инсталација, таму со тоа што го изградиле, ја нарушиле регулацијата на река Вардар, што е многу страшно, што е опасно, што може да уништи многу што од нашите добра што ги имаме. Значи, таму е направено големо зло. И уопште, ако треба да го именувам како зло, затоа што сте направиле регулација на река и вие со тоа сте се заштитиле се она што се случува во незината непосредно покрај незините брегови, а потоа тоа го рушите. Секоја градба од тие фактички го ремети тој регулационен режим или мостовите. Значи, Скопје 2014 има направено голема штета. Голема штета. Например, има и од етичка смисла, ако е тоа подарок, ако е од солидарна помош, па не смееме ние така да се однесуваме кон нешто што светот ни го подарил. А ни треба. Не може, регулацијата на река Вардар е нешто што му треба на градот. Бевме на темата дека може и други објекти да бидат урнати, ако ово би било само почеток. Јас реков малку е вон памет, бидејќи станува збор за изводено скап објект, предпоставувам, со стотици милиони евра. Еве, јас ќе потсетам некаде почетокот се насетуваше и се поздравуваше со отклонување на скулптурата на Ќосето. Значи, таа
агресивност и така, и се сметаше дека еве почнуваме со превреднување, сега ќе полека тоа ќе го расчистуваме. Но ништо не се случи потоа. Сега еве пак имаме тема Порта Македонија. Не викам дека треба да е прва. Е тргнат споменикот на Крсте Петков Мисирков, ставање и тоа оној, да речам, не дел од проектот Скопје 2014, беше дел од едно друго време, кога тогашниот собственик на една телевизија го промовираше, со еден фин, нормален, тоа е еден потез таму, и за тоа може да се дискутира. Зошто го тргнаа тој споменик? Тоа не ми е јасно. Па затоа што е смешен покрај оние огромни скулптури до него. И не само заради тоа, мислам. И тоа тргање, ставање она на своја рака, како да кажам, без убаво превреднување, испитување, и тоа е ризично и доста е поважно решението. Иако јас го поздравувам, затоа што исто крајно непристојно беше да една таква скулптурица, мисли го биде таму. Добро е што ја тргна, па да видиме што ќе направиме, па дали еве местото е пред ману на одреден начин, изборот е направен. Меѓутоа тие грамади наоколу, тие огромни волумени, таа структура цела околу Порта Македонија, едноставно не прилега до неговата големина, мислам, не е тоа така да се мери. Затоа ви кажувам, секој од спомен белезите и спомениците и воопшто се она што сакаме како наша колективна меморија да го одбележиме во просторот, според законската регулатива треба да помине низ собраниска процедура. Тоа значи да се подготват елаборати претходно, да се вреднуваат и да оди низ една демократски еден процес за да се одобрат. Ако тоа така се испочитува, тогаш нема да имаме вакви стихийни резултати со кои што не знаеме како да се справиме. Во оваа насока претпоставувам дека постојат и други елементи на Скопје, не е само центарот и строгиот центар на Скопје 2014, тука беше спомнавме зградата на владата. Тоа е центар, да. Да, не е строгиот, сакам да кажам, не е плоштадот. Но тоа беше едно архитектонско дело кое што своевремено доби многу награди и добиваше, кое што навистина беше обележје на градот Скопје. Сега се колонади во антички стил. Не е тоа антички стил. Ја одма реагирам затоа што не е тоа. И така кажувам, тие лажни представи ни се врежуваат. Перцепции кои што постојат се врежуваат и едноставно така ги изговараме. Да, секојдневие. И тоа е лошо, тоа е можеби еден социолошки феномен. Што со владата? Иако целиот тој проект е еден културолошки феномен. Е и најверојатно и историски, сигурно има подлога. Некој тоа убаво ќе го истражи и ќе го каже. Ќе ви спомнам за објектот на владата, меѓутоа претходно да кажам дека централното градско подрачје потесно, она што може да се прогласи за пешачка зона, е предложено, односно било тема на една студија правена според принципите на еден од големите авторитети во светот, Јан Гел Данецот. И таа студија има свој извештај, има смерници. Веќе имаме некаква подлога за пешачката зона се прогласи, односно да се обезбеди нејзиното функционирање, што би значило и соодветно сообраќајно решение, квалитетно се надевам. Значи, има доста компоненти таквото нешто, меѓутоа јавниот простор во центарот на градот, значи плоштад Македонија и сите оние пешачки текови кои што доаѓаат кон плоштад Македонија, е добро да се пешачка зона. Тоа е и формула, тоа е нешто што се практикува во светот. Сега, на таа зона налегаат одредени акценти. Еден од тие е и владата, која што останува таму каде што е, маколку да е, еве да кажеме, повредена со таа облога и нели ја викаат и торта или како веќе ја викаат. И по мене треба храброст за да и се врати претходниот изглед и за да ја посочиме како пример од како екзактен, баш пример на кој што може да учат и студентите и наши и странски, како се градело во периодот на втората половина на 20 век во овие простори, во овој град и кои се тие модерни текови кои што оставиле белег.
Значи, тој објект беше наградуван, има 2-3 награди, авторот е уште жив. Зборот ми е дека објектот заслужува повеќе од колку што му дадовме. Да го добие првобитниот изглед во ново руво со материјали кои што се за ова време. Не е страшно да се обнови. Фактички ние ќе имаме еден реставраторски процес. Значи, оние елементи кои што треба да се задржат и кои што ќе му вратат автентичноста, тоа не е уопште проблем. А нормално може технолошки да се усвои. Политиката е спремна сега тоа да го направи. Кој е спремен? Политиката и политичарите и владата, дали е спремна тоа да го направи во... Очигледно не се спремни. А зошто? Па не знам, еве, јас баш пишував за првата изјава на новиот министер за транспорт и врски, во смисла, тој во својот прв јавен настап ги коментираше сообраќајниците, меѓутоа зборуваше за бесправната градба, значи тоа е некој фокус, некој точка на интерес на неговата нова политика, за бесправната градба, и ја третираше како нешто што постои и ќе постои. И промовираше казни за оние кои што бесправно ќе градат. Значи, не ја исклучува можноста да се бесправно да се гради. Толку можете, али ако изградите, ќе бидете казнети. Тоа е така ја нарекувам ја подсвестно политика која што јас не ја оправдувам. Зашто бесправното градење е кривично дело. Не може министерот тоа да не го знае. Мислам, и што е прво што ќе каже кога ќе почне нови политики, свеж, во смисла млад е, очекувам од него многу, драго ми е, архитект е, профилирање, се очекува да има осет, да се почне со таквото нешто. Никогаш нема да го одобрам легализирањето на бесправните градби, затоа што тоа го руши, прави упад во системот за просторно урбанистичко планирање. Затоа што тоа ги саботира нашите планови. Затоа што тоа ја кошта државата. Вие кога ќе го легализирате објектот, што ќе го запишете во катастар, ама кога треба да го вклопите во планот, тој веќе има своја вредност, која што, ако направите улица на тоа место, треба да ја платите. Значи, стануваат бариера, стануваат проблем, финансиски ги оптеретува реализацијата на планот. А тие закони се продолжуваат? И се продолжуваат. Малце модификации се прави пак. Тоа е, мислите дека сплет на оној политичко бизнис мафијашки дил на урбаната мафија и моќниците? Па очигледно има некакви интереси кои што јас не можам да ги препознам и да ги откријам за да можам да оптужам некој. Меѓутоа знам во некое минато кога уште работев во сферата на урбанизам дека ние како држава преку една Виенска декларација добивме обврска да го разрешиме проблемот на бесправната градба. И тоа е она што и ни треба ако идеме во Европска унија. Не може без тоа. Значи треба да се регулира таа сфера. Меѓутоа, со кој закон, и дали е тоа системски, и дали треба ние реформски да настапиме тој реформски курс, како што го имаме во судството и во останатите, па најверојатно во образованието очекувам, затоа што тоа е нешто битно. Работата е да тој помак, суштински помак го направиме. Тоа не значи само еден закон, може би значи 5, може значи 10, може би значи едно поинакво поднесување скроз. Меѓутоа, не може да сме равнодушни, и не може да го практикуваме законот кој што ни прави голема штета. Значи, тоа е, може би, надвор од темата, али и е, затоа што на одреден начин Порта Македонија е бесправна градба. Ако јас со тој еден крајне вулгарен вокабулар го именувам објектот, ќе кажам бесправно е. Затоа што не поминал низ процедурата, документацијата не е направена низ процедурата која што го предвидува нашиот закон, имате закон за култура. Мислам, има повеќе закони кои што таа сфера и таа процедура ја усмеруваат, ја детерминираат. Народски кажано, диво градба. Па сега, ако тоа звучи пооштро, тогаш ете нека биде диво градба, колку е дива. Даница Павловска-Циги, ви благодарам што бевте гостин благодарам во на поканата, драго ми беше. 10 се гледаме, се разбери во некој од наредните изданија.
Почитувани гледачи, останете со нас, по кусата пауза за реклами следува нашиот трет денешен гостин, музичарот Пеце Суперхикс, со кој што ќе разговараме за најновите мерки што ги донесе владата во однос на кафулињата, гостителските објекти, но и за музичарите и како тоа ги погодува музичарите.